Ќе успеат ли новите мерки на Доналд Трамп да го променат ставот на Владимир Путин и да донесат крај на војната на истокот на Европа? Неколку дена откако Вашингтон воведе санкции за две од најголемите руски нафтени компании, Роснефт и Лукойл, специјалниот представник на Владимир Путин за инвестиции и економска соработка, Кирил Димитриев, итно испратен на преговори со американските колеги. Не очекува мерките да имаат голем ефект врз руската економија, но се надава дека САД, Украина и Русија конечно ќе дојдат до дипломатско решение за крај на војната. Фактот што претседателот Зеленски сега признава дека ова се бојни линии е голем потек од негова страна. Знаете, неговиот претходен став беше дека Русија треба целосно да се повлече, па всушност мислам дека сме релативно блиску до дипломатско решение. Новите санкции само ќе имаат спротивен ефект. Тие ќе доведат до зголемување на цената на бензинот на американските бензински пумпи. Американскиот претседател пак очекува конечно и Пекинг да се вклучи во мировните преговори и да застане на страната на САД. Би сакал Кина да ни помогне со Русија. Би сакал да видам како Кина ни помага. А за разлика од САД, кои се обидуваат да ја запрат војната, од Европа стигнува најава за испраќање на нови ракети, воена опрема и санкции за Русија. Британскиот премиер ги повика европските лидери да се согласат замрзнатите руски средства да се искористат за зајакнување на одбраната на Украина. Од Елисејската палата пак повика на зајакнување на воената поддршка за Киев. Мора да продолжиме да ја зајакнуваме нашата војна поддршка за Украина, капацитетите за воздушната одбрана, капацитетите за ударот со долг дострел, беспилотните летала и системите против беспилотни летала. Во меѓувреме, Русија продолжува со нападите врз Украина. Цел на балистичките ракети повторно беше престолнината Киев, каде неколку лица се повредени. Сирените за воздушен напад во Киев беа активирани во 3 часот по полноќ, а кратко потоа закан од воздушни напади беше прогласен низ целата држава.